Да, продолжуваме со Студио 10, како што најавив и на почетокот на оваа емисија. Мој прв гостин е господинот Ѓоко Велковски, заменик министер за труд, социјална политика, демографија и млади. Добро утро и благодарам на поканата. Благодарам што прифативте да бидете гостин, да зборуваме за оваа важна тема. Практично ќе почнам со реченицата: има ли социјални права, правда во оваа социјална држава? Како прво прашање, она што ги мачи дел од граѓаните кои што се приматели на социјална помош и практично од вас и од другите институции, јавноста беше информирана дека доцнењето се должи на воведување на нов софтвер. Во која фаза е тој софтвер, дали е воведен и дали се започна исплатава нова доцнење практично? Така, не би го нарекол доцнење од аспект на можеби денови кои што сите граѓани, односно корисници на правата кои што се во делот на социјалната и детската заштита се буквално по навика да ги добијат најдоцна до 5 во секој месец тековниот, со мало задоцнување и извинување кои што го пратиме како министерство поради техничките причини, односно софтверот кој што го напоменавте и кој што беше реален предизвик во оваа ситуација, е дека полека се надминува тоа, остана како ситуација само во Скопскиот регион, меѓутоа знаете дека сите права и процеси се системски врзани и дека важат на цела територија, така да ако тие во Струмица или во Радовиш се завршени процеси, во Скопје доколку доцни целиот систем Но софтвер мислам дека првично во внатрешноста беше воведен во Скопје, така? Тоа е заради процесот на поголеми или помали центри. Повеќе или помалку корисници во центрите, каде што има помалку е многу полесно да го имплементираш, нели, доколку има грешка, веднаш можеш и по патот на проверка, нели, дупла проверка да видите дали има некакво стапување или не. Скопскиот центар е сериозен, да не кажам половина Македонија или половина корисници се тука, токму во Скопје, и затоа предизвикот е најголем токму тука. И доцнењето е за да нема грешки, нели, во исплатите кои ќе се направат или кои се прават досега. Затоа и доцнењето да има комплетни проверки, втори проверки за да нели навремено сите граѓани и точно се ги добијат своите средства кои што им следат по решенијата кои што ги имаат. Сега се исплатени практично... исплатени се комплетно, значи за таквото речиво за месецот кој што измина, сега нели следната исплата до 5 во текот на месец јули нели ќе се бидат исплатени редовно сите корисници кои што имаат решение и тековни нели побарување на правата во однос на социјалната и детската заштита во министерството. И сега има и реакции во одредени центри дел од граѓаните каде што нашите екипи снимаат ТВ прилози. Тоа најверојатно не се должи само на новиот софтвер, можеби има некои пропусти во одредени центри за социјални работи. Во контекст нова ќе дополнам уште едно прашање: колку колегите кои што нели работат во центрите се обучени, се адаптираат на овој нов софтвер, со оглед тоа дека има и таму повозрасни колеги кои што нели не толку народски кажано барабат со овие работи. Така, и тоа сега користе и компјутерски систем, и тоа е малце постофициран, значи понов нешто што ќе им помогне на самиот систем во социјалната заштита да им биде многу полесно на сите пред се вработените, а потоа и корисниците си остваруваат правата многу побрзо, нели, да не чекаат толку долго за одредени решенија, процеси и така натака. Тоа е целта, нели, крајната цел на софтверот кој што е воведен, комплетно да го фати целиот систем на социјална заштита. Колегите да имаат предизвици, точно тоа дел и јавно нели говорите треба, и ние имаме постојани состаноци и присуство на менеджментот, министер, заменик министер и јас во центрите за социјална работа, каде што директно со нашите колеги разговараме нели за предизвиците кои што треба да ги надменеме. И нели тоа е процес кој што тече и ќе тече понатака, така да луѓето се обучуваат и тековно со одредени нели состојби кои што се појавуваат во самиот систем, ги надминуваме веднаш и сметам дека сите предизвици, гледате, се што е ново, претпоставувам дека знае да биде кај нас. Полесно, така? Да, знае да биде предизвик за сите. Меѓутоа, крајната цел е корисниците да бидат навремено и брзо услужени, а нормално вработените да им биде полесно при процесирање на сите овие податоци кои што ги соберат од нив. Да. Сега во неколку наврати спомнавме софтвер, каков софтвер, која е леснотијата која што ќе ја донесе овој софтвер и како вработени во вашето министерство, меѓутоа и како приматели на... За што се работи? Која е промената? Ќе кажам еден
прост пример вака за да ме народот разберат, да разберат, граѓаните. До сега, бидејќи немате повеќе од 30 на права и услуги постојат во системот на социјална заштита, значи тоа е вака голем број на граѓани, да не кажам повеќе од 180.000 граѓани се опфатени во некаква мерка во делот на социјална или детска заштита, нели? До сега се идеше на неколку парцијални делови на системот кој што го имав. Односно, само правата беа во еден систем и само таму можевме да ги гледаме оние права кои што ги добиваат, гарантирана минимална помош, социјална сигурност, детските додатоци и така натака. Потоа услугите кои што ги даваме како министерство и кои што ги исплаќаме ги даваме беше во друг систем, се водеше, и трети системи за борци и така натака. Се тоа беше за да видите дали едно семејство што користи, какви права користи, мораше да ги погледнете сите три системи, да ги споредувате буквално пешки, да дојдете до целта дали тоа семејство нели комплетно ги има сите права, некое право не остварува, а може да оствари така натака. Во овој софтвер комплетно све е на едно место. Значи и права, и услуги, и борци, и сите оние кои што треба да ги гледаме во даден момент, буквално со еден клик на нивниот матичен број или социјалниот број кој што го имаат, да веднаш искочи комплетното цело семејство по секое право, по секоја услуга и колку остваруваат нели секој семејство. Ова е добро не само за вработените и за семејствата да знаеме дали правилно и ги користат и нели сите права и услуги од социјалната заштита и детската. Ова е и за правење на политики. Значи, досега поради одредени параметри кои што не можевме да ги нели собереме заеднички на едно место, денеска имаме параметри кои што ќе покажат дали одредени состојби нели права или услуги треба да бидат по друг принцип нели воспоставени или промената одредена законска измена да се направи така натака. Така да од повеќе аспекти овој софтвер ќе донесе придобивки за целиот систем. Така. Колку Министерството работи на поедноставување на процедурите на граѓаните во однос на правата кои ги бараат, кои ги добиваат? Еве, ќе кажем еден пример. Секоја година има обнова на документи за трето дете, каде што сметам дека самите институции тоа можат нели меѓусебно да го координира, да нема потреба додам до суд нели да вадам некој документ. Дали еве во тој чекор се размислува или пак за други поедноставни процедури? Тоа веќе го разговаравме со министрот за дигитализација Стефан Андоновски, каде што он максимално се труди нели со оној портал кој што денеска се користат голем број на услуги за пред се за граѓаните, а потоа нели институциите да ги разменуваат. Ние во моментов имаме склучено повеќе меморандуми каде што разменуваме податоци како што е Министерството за внатрешни работи, Управата за јавни приходи, Пензискиот фонд, Фондот за здравствено, Агенцијата за вработување на Република Македонија, Катастар, за сите за дел од овие права кои што ги остваруваат нели граѓаните, да не носат повеќе како порано да вадат од сите овие институции документи, туку по службена должност се остваруваат. Меѓутоа се останати одредени документации како што се нели судскиве за неосудуваност, за неодземено родителско право и така натака, да се уште не се поврзани системите. Работиме и на тој момент да комплетно и тие неколку чекори кои што нели граѓаните мора да ги вадат во тие институции, да ги преземеме комплетно да бидат по службена должност во рамките на центрите за социјална работа, односно во министерството. Така да се подготвуваат системите за да може да се поврзат заеднички и на месечно ниво тие информации да ги разменуваме комплетно, да не бидат знаете порано се носеа во хартија, се носеа на цедиња и така натака. Денеска веќе со еден клик ги разменуваме информациите токму со институции кои што ги наведов и многу побрзо нели ги процесираме сите оние решенија кои што треба да ги добијат граѓаните така натака. Така да ова е дополнителен предизвик, меѓутоа во моментов и тоа го работиме, последно е како втор чекор на фазата на првородено, второродено детенце, нели, каде што болницата веднаш го издава изводот на новороденчето, да веќе во втората фаза сега со системот во дигитализација да се поврзе да веднаш стигне кај нас како информација и по автоматизам бидат исплатени нели граѓаните кои што го створиле тоа право по однос на Закон за социјална заштита, така да полека системот комплетно ќе се оформи да биде дигитализиран и да се разменуваат секторски овие информации. Да, во јавноста не само сега, туку извинативе неколку децении, често има информации каде што луѓето и во јавност говорат преку телевизиските екипи дека лица кои реално не ги исполнуваат условите добиваат социјална помош, а
голема група на граѓани социјално ранливи категории се одбивани. Еве вие откако сте нова функција, имате ли откриено такви случаи што се прави преку вашето министерство да бидат откриени едноставно таа социјална помош да завршува таму каде што е законски определена? Главната цел, мора да кажам, ќе ми дозволите можеби ќе во неколку фази ова кој што го потенциравте, го започнавме. Јас како технички министер, нели тогаш обзнанив една информација дека поради за жал она што не го работеле одредени структури во Министерството за социјална тогаш политика и труд, да повеќе од 1200 во тој момент лица го загубија правото поради нели оние возила кои што беа купени од страна на корисници, а немале право по закон да ги поседуваат. Од тој момент навака видовме дека во системот нели постојат одредени недостатоци. И софтверот кој што го спомнавме претходно, кога ги искениравме сите документи, тоа беше процес од година и половина, каде што секој едно досие на корисниците беше скениран и ставен во системот електронски, внесен во овој новиот софтвер кој што го говоревме пред малку, да видиме дека постојат одредени отстапувања од она што законски нели дали некој може да оствари или не може согласно законот за социјална заштита. Практично новиот софтвер ќе помогне во однос на оваа ситуација. Веќе тоа го помогне и од таму дојдовме до потребните информации. Во директна комуникација и со претседателот на владата и сите служби влеговме во буквално трифазна активност. Тоа е од 1 мај оваа година. Што започнавме прво? Значи, од 1 мај сите центри за социјална работа ги повикнаа сите корисници на гарантирана минимална помош и на социјална сигурност. Тоа се повеќе од 46.000 корисници во моментот, односно семејства, каде што ги замоливме да дојдат во рамките на центрите за социјална работа да направат разговор со социјалните работници, односно тимовите кои што работат нели за нивна поддршка и помош, со прашалник каде што да ги проверуваме сите оние информации по закон, дали во тој момент нели кога дошле кај нас ги исполнуваат и денеска. До сега повеќе од 550 вакви доброволно кои што нели пристапиле со повик во центар за социјална работа се детектирани отстапувања нели од тоа дали го стваруваат или не, така да имаме прекини. Втората фаза, која што ја започнуваме веќе паралелно, ова првата заврши, веќе ги повикавме, сите корисници пристапија кон центар за социјална работа. Во втората фаза, социјалните работници, тимовите, согласно законот за социјална заштита, кој што го има таквото право, ќе подат на увид во домовите на овие корисници кои што нели ги имаме во системот. И ќе направат директниот разговор во домовите со корисниците, така да видат реалната состојба во која нели и материјална, меѓутоа и секако состојбата на секој еден член да погледнат работоспособноста и така натака. Третата фаза ќе значи комплетно кога ќе заврши и втората фаза, ќе видиме дали има одредени отстапувања повторно нели од законската рамка, доколку има нормално прекини ќе се има согласно закон. И третата фаза е сите собрани податоци кои што ги имаме и системски да ги размениме со сите овие институции кои што ги набројав и претходно, да ги провериме дали има отстапување и во овој дел. Иако ги разменуваме редовно, меѓутоа третата контрола ќе биде уште еднашка да се проверат сите овие податоци. Тогаш ќе дојдеме до информацијата, кој што претпоставувам ќе значи дека ова што го кажувате дека не целосно кај сите треба да биде давана нели социјалната помош. И тогаш ќе знаеме комплетната слика, тоа ќе биде негде крајот на очекуваме септември месец, нели 2026 година, и со тоа комплетно системот ќе бидат направени проверките во овие 4-5 месеци кои што ќе трајат нели овие неколку фази на проверка и ќе имаме комплетно среден систем на социјална и детска заштита. Значи правата кои што ги даваме ќе бидат и ревидирани и комплетно средени во системите и со тоа ќе знаеме дека на оние кои што на вистина им следи, ќе им биде дадена нели социјалната помош, на оние кои што за жал согласно законот не може да остварат, ќе им биде прекината. Само ќе ви дадам една компарација како бројки. Од 5 месец 2024 година, кога нели завршува техничката влада де факто, каде што имаме само за гарантирана минимална помош, веќе кажам бројката, од 34.300 корисници во тој момент, во 5 месец 2024 година, денеска имаме вкупно 30.833 корисници во системот. Значи, помалку околу 3.500 корисници веќе се излезени од системот бидејќи не ги исполнува правата. И сето ова е со
проверките, работата на центрите за социјална работа и директна комуникација со семејствата. Значи тоа е ефектот кој што го постигнавме. Не сите се затоа што не исполнува права, дел се вработиле, што е добро, нели, и корисно за нив како семејства, дел поради други причини, нели, согласно законот не ги исполнуваат условите и се надвор од системот, односно ова што го кажувате вие, на оние кои што не им стигат, не треба да биде исплатена, нели, социјалната помош или да им биде дадена на овие категории. Така да ова го работиме како министерство изминатите години и половина, се големи системски нели промени кои што ги работиме и проверки за да знаеме од каде треба да ги почнеме политиките, нели, за идните мерки кои што сакаме да ги преземеме и како министерство, меѓутоа и како влада. Да. Господин Волковски, во контекст на ова ќе ве прашам дали министерството размислува во одредени случаи, да кажем, да биде полиберално. Има случаи каде што навистина некои кои што заслужуваат и законски им следува социјална помош, има случаи каде што разговараат луѓе, велат ми прати брат ми 100 евра од Америка, ми ја укине социјалната помош. Дали тука може да се викне лицето, да се опомене, да каже едноставно тие луѓе не знаат дека поради таа парична помош што ја примили сега тие трајно го губат тоа право. Дали во таа насока се размислува? Има и по законот има одредени отстапувања, не е дека за 100 евра на некој кој што нели ги примил по некаков основ, дали е за болест, нели не да боже и така на така лекување и други икс причини. Има праг на толеранција со пријавувањето во рок од 15 дена, нели, во Центарот за социјални работи, со носење, нели, на таа изјава и така на така. Има отстапки кои што се, нели, видливи и се прават на одредени корисници. Некои што не се запознаени, за жал, нели, и до јавноста, значи секој еден кој што ги примател, добро е во рок од 15 дена веднаш од некаква промена која што има и не е сигурен дали таа ќе влијае на неговата, нели, социјална помош или не, треба да појде во Центарот за социјални работи и да ги информира службениците подносно ова. Потоа службениците ги ценат сите, нели, елементи, дали е таа навистина за потребата на семејството или на корисникот и со тоа се прават, нели, одредени отстапки. Ќе земам за пример овие што работат 6 месеци како во општините, нели, општо корисна работа, се платени со одреден надоместок од страна на општините и тоа не се зема во предвид, нели, на нивните приходи кои што доколку, нели, ги собереме ќе треба да им се одземе социјалната помош. Така да тие луѓе 6 месеци доколку работат таква општинска и општо корисна работа не им влијат, нели, на прекинот на социјалната помош. Така да еден пример каде што, нели, како систем не правиме прекини на нивната социјална помош и поддршка. Да, колку рековте дека се избришани од системот лица? 3.500 корисници на гарантирана минимална помош во овие 2 години повеќе не се дел од системот. Да. Сега колку се тие кои што го злоупотребиле системот, колку се тие кои што не леве едноставно можеби нашле работа или така, слично. Каква е тука? Тука соодносот е негде прилика околу 35% е тие кои што нашле работа и самите, нели, се земале од системот за социјална заштита, а останатите се поради овој тип на непријавување, дел возила, дел приходи поголеми, нели, и неоправдани, дел имале земјишта кои што им се појавиле, нели, или ги добиле во наследство и така натака. Дел од нив се фатени во сивата економија каде што, нели, трудовиот инспекторат констатирал и биле известени служителите на агенцијата за вработување, нели, бидејќи тие треба да бидат редовни пријавители на како, нели, баратели на работно место, така да сите други основи се согласно законските одредби. Да. Пак ќе се наврата на првото прашање во однос на кадарот кој што работи во центрите за социјални работи. Дали ги посетувате како министерство со оглед на тоа дека, пак ќе повторам, има возрастни тамо лица кои што не може да се приспособат и на новиот софтвер, меѓутоа и на другите процедури кои што се во центрите? Така, вработените 2 години во континуитет, ако ги видите активностите на целото раководство во министерството, сега ќе воземам, нели, министерот, јас како заменик, државен секретар, сме во постојана комуникација не само ние редовни состаноци со директорите, туку директно со, па ќе кажам, со внатре во Центарот за социјална работа со нашите вработени. Она што беше прв недостаток кој што го надминавме ланската година, кој што мора да го потенцираме, вака не се споменува можеби многу, меѓутоа ние го сработивме како министерство,
е покачување на нивната плата во август 2025 година за веднаш за 20% со колективен договор или анекс на колективниот договор направивме. И од тој момент сите вработени во центарите за социјална работа, не како другите нели кои што на 4 годишен период нели одредени категории земат во социјалната заштита, бидејќи години пред тоа за жал платите не беа регулирани и ми регулиравме со 20% повисока плата, а секако нели секоја година оние законски покачувања ќе си ги добиваат како вработени. Тоа е првиот чекор каде што сакаме да ги мотивираме вработените нели во центарите за социјална работа. Вториот елемент е се соочуваме со недостаток на работна сила во дел од центрите, стручни работници. Говорам, само во 2025 година успеавме повеќе од 200 работни места кои што беа испразнети да ги пополниме со ново вработени луѓе. Така да и тука дадовме нели директна поддршка. Другите елементи кои што им даваме поддршка се од таму негде од 2017 година воопшто не беа променети хардверот, мрежата во самите центри за социјална работа, ниту беа реновирани. Денеска имаме инвестиција повеќе од 120 милиона денари во хардвер и мрежна инсталација веќе во сите 30 центри, објекти во на центри за социјална работа во Македонија, и тоа е завршена веќе обврска, значи нови компјутери, нови скенери, нова мрежа за да биде стабилен или целиот процес. И веќе се започнати 4 реновирања на центрите за социјална работа, тоа е во Охрид, Струга, Гостивар и Пробиштип. Значи таму веќе има и градежни активности се започнати и нормално дел по дел и другите центри ќе ги фаќаме наму каде што нели е критично и треба да добијат вработените подобри услови. Ова што до сега говорев е само за подобрување на условите комплетно на нели на вработените во центрите за социјална работа и да им дадеме директна поддршка да не морат нели они самите да се буквално го земат нивното време за овие технички работи, а да се насочат кон работа со корисниците. Секако постојаните разговори за тоа каков е системот. Оној систем кога говорам за остварување на правата на корисниците. Како треба да бидат нели самите корисници примени во центрите за социјална работа, како да се разговара со нив и така натака. Имаше една промена во 2019 година каде што целиот систем беше и законски изменет, меѓутоа и процедурите за работа на самите работници. И тука веќе започнуваме со функционална анализа да видиме дали центрите со овој капацитет на вработени, со оваа динамика на корисници кои што ги имаме и потенцијал да видиме дали системот е во ред, нели ќе се покаже функционална анализа или треба да правиме одредени измени каде што ќе улесниме прецена корисниците, приемот да не чекаат, да не бидат нели неуслужени и потоа нели нормално на социјалните работници не да им биде полесно, туку да имаат буквално систем каде што ќе постапуваат многу побрзо за да ги решат предизвиците кои што ги имаат за жал со едни од најранливите категории во нашиот систем од државата. Да, во контекст на оно што го кажавте во реновирање на центрите, тука сме нели телевизија лоцирана во општина Гази Баба, знаете каква е состојбата со бараките таму, навистина нема соодветни услови за работа и за чување на документи и материјали и слично. Кога таму се размислува, затоа што сепак се работи за центар кој што обслужува голем број на граѓани. Тачно така, скопските подрачни единици има вкупно 6 на број, нели опфатени со по неколку општини нели за да обслужуваат. За жал ги наследивме во многу лоши услови, најголем дел од нив Карпош, центарот во Газиба, во кажавте во бараките во самата општина која што се наоѓаат и другите, да не ги изумам сите, меѓутоа сите имаат предизвици. Веќе започнавме како министерство и сме во не само директни преговори, туку соносење на одлуки за кратко да не биде пред да се донесат одлуките од страна на советите и на одредените институции и владата, ќе донесеме одлуки каде што веќе наоѓаме соодветни решенија или просторни решенија каде што овие вработени ќе бидат преместени нели на услови кои ќе бидат многу подобри од овие кои што се во моментов, така да веќе работиме на вакви три самоделенија се преместат во овој момент, секако и другите ни се предизвик, нели се трудиме максимално сето она што е потенцијал и капацитет во моментов, а е слободен како простор, за да може да го обезбедиме и овие наши вработени имаат навистина најсоодветни услови, а потоа и корисниците нели кои што доаѓаат секојдневно таму. Така да предизвикот и таму е секако голем, меѓутоа еве решенијата полека веќе ги имаме и еве ќе ги видите во наредниот период, мислам дека во следните месеци половина-два, каде што ќе имаме веќе и
одлуки и на советите на општините, меѓутоа и на владата, каде што ќе бидат доделени просторни услови подобри од овие кои што ги имаме во моментот. Преместени во други објекти во самата општина. Со тие Да, бараки дали се размислува нешто да се нели Па тоа општините нешто општините зависи од- зависи од нивната локалната самоуправи, како им се динамиката и нели они понатака одлучуваат. Тие не се наши, ги користиме само. Така, се разбира. Често пати лицата со попреченост кои имаат здравствени проблеми се одбивани од второстепена комисија, од нели лекарските екипи и слично. Каква е координацијата со министерството што сепак ако се одбиени прстот во вас се вперува, така? Да, бидејќи ги носиме ние решенијата и Так. граѓаните и дечињата со нели кои што имаат потреба со попреченост на популарната комисија на МКФ нели кој што дава она категоризација решенија за лични асистенти и за користење на правото на дотоците во рамките на министерството, меѓутоа и на оние над 26 години или лица кои што користат мобилно слепило или глувост, се во делот нели на Министерството за здравство, односно комисии кои што функционираат во рамките на самите институции, здравствените институции. Да сме во постојана комуникација, бидејќи имаме реакции, потоа се жалат нели нормално кај нас корисниците и имаме жалби второстепени, судски и така натака. Гледаме да ги надминеме сите проблеми. Не е лесен предизвикот нели каде што нема одреден стандард некој пат за да нели секоја комисија постапува стандардизирано. И тука е претпоставувам дека најголемото револт бидејќи сме во постојана комуникација со мора да кажам со сите граѓански здруженија кога се работи за лицата со попреченост и со националните совети, меѓутоа и со сите оние кои што и делуваат и нели се проактивни на покренување на гласот и потребите на самите нели граѓани. И затоа ги знаеме проблемите директно и директно се соочуваме и ги пробуваме да ги решаваме, негде се индивидуални, негде се нели на поголема група на граѓани. Во моментот во министерството се работи заедно со Министерството за здравство, секако и другите институции и Фондот за здравство, мора да го напоменам, се работи закон по два закона, односно еден закон за рехабилитација и други закон за попреченост, кој што ќе значи унифицирање на сите оние кои што се потреби на граѓаните, значи ако отидат тогаш комисиите ќе бидат буквално во еден систем, рандом ќе се бират согласно потребата на тој граѓанин, кој ќе биде нели каква е попреченоста, зашто аплицира и на крајот ќе имаме буквално унифициран систем. Значи ќе има шифри кои што ќе бидат унифицирани и повеќе нема да биде овој со таа слична нели состојба добил, другиот кој што е нели негде слично не добил. Така да тоа е најголемиот проблем. Тоа е најголемиот проблем и да. затоа е голем предизвик, мора да кажам, значи тоа се работи веќе скоро година и половина. Сигурно ќе треба на тој систем да се пилотира, да се завршат сите овие процеси и системски да бидат, ќе бидат потребни сигурно уште една година, меѓутоа битно е дека забрзано ги работиме овие проекти, бидејќи ќе бидат во корист на сите нас. Значи комплетно на сите граѓани ќе му лесниме повеќе да нема да идат во не знам колку комисии за да ги земат сите овие наоди, да чекаат ред една комисија да даде, другата да го одбие и така да ќе биде предизвик. Нема така лесно да го надминеме предизвикот, меѓутоа чекорите се преземени, идат можеби поспоро, нели како чекори, меѓутоа на крајот од денот ако го имаме овој систем, таа појава повеќе за здраве Боже за година и половина од денеска, нема да биде повеќе тема, туку ќе биде нели оврска на тие кои што ќе бидат во тие комисии за да ги даваат редовно овие решенија. Така да работиме, го разбирам, повторно ќе кажам, гласот на граѓаните и на граѓанските здруженија, меѓутоа еве и во разговор со нив и за молница да нели бидеме трпеливи сите и пробуваме да ги надминеме сите овие состојби. Тогаш се очекува да биде воспоставен овој нов систем година и по година и половина прилика, мислам дека веќе ќе профункционира, ќе се пилотира така да тековно ќе ги запознаваме граѓаните како ќе бидеме во која фаза нели ќе стигаме за да знаат да бидат во тек за целиот процес. Да, господин Вилковски, ако не се лажам со бројките, лани повеќе од 76.000 лица користеле социјална помош. Дали тоа доказ дека сиромаштијата расте или покрај економските политики на владата? Малку помала е, не помала е, затоа помала можеби некои статистики ако додаде на некое друго право, можеби се зголемила бројката, меѓутоа колку е 46.000 е оние кои што се незагрозени. Кои се тие? Оние кои што користат гарантирана минимална помош и кои што се во делот на социјална сигурност, односно социјална пензија популарно или кои што се нарекува. Со овие плюс бројки од каде?
Сметате дека можеби се вметнати во додадени се можеби од некои од другите права, мобилност, кои што користат и слично. Добре. Претпоставам дека е таков некој збир добиен кој што е социјален трансфер. Тие се на прагот, нели, да, тие се социјален трансфер, така. иако тие може да работат и да го примат додатокот за мобилност, нели, немаат пречка, тука нема лимит за да не ги примаат правата на мобилност, слепило или глувост. Претпоставам таква некој збир на тие бројки добиен, кој што е секако социјално право, па ќе кажам, бројката не се качува. Повторно ќе кажам, се качува може малку во делот околу 1500 е покачен за овие 2 години во делот на социјалната сигурност, но тие се лицата над 65 годишна возраст, кои што немаат пензија, по закон не работеле никогаш во својот живот, не оствариле пензија и не може да се издржуваат од друг основ, нели немаат друг основ за издршка, тие добиваат и тие природно со старењето на населението, нели нормално да се качува таму бројката со мал процент. Дојка кажав и кај гарантирана минимална помош е намалена за 3.500 во овие 2 години. Така да сиромаштијата не се зголемува, тоа го покажуваат не само бројките во социјалната заштита, туку тоа е бројка и од, ако го видите во статистика и во делот на економските политики, нели, кои што и бројки статистики ги имаме денеска во моментов. Така да во делот на сиромаштијата мора да кажам дека работиме на повеќе полиња, не само Министерството за социјална политика, тука е Министерството за економија и труд, каде што со оперативниот план вработува луѓе, ги става во работен процес Агенцијата за вработување, така да мислам дека во тој дел сме за сега стабилни и ќе работиме сите измени кои ќе бидат активни, она што го кажав како активност до 30 септември, а потоа ќе биде мотив да се промени и одредени законски основи, да овие лица кои што се во гарантирана минимална помош, да им помогнеме да застанат на здрави нозе, за да влезат во системот оние што се работоспособни и со тоа ќе се намалува се уште бројката, а ќе се зајакнува секако и економијата и системот на пензиско и така натака. Така да целиот план е веќе подготвен, чекорите се преземени, само потребен период и време за целото тоа да се реализира. Така. Во нели изминативе 20 на минути разговаравме за индивидуални социјални права. Меѓутоа сега ќе преидеме на, да речеме, група на население кои што се на работ на екзистенцијата, да не спомнуваме етничка структура. Знаеме каква е состојбата еве тука во пораничниот дом Ранка Милановик, во локацијата Вардариште. Што се презема од ваша страна како нели втор човек во министерството заедно со останатите институции, овие лица да бидат згрижени во соодветни услови од една страна, меѓутоа и од друга страна условно кажано да се заштити животната средина од тие несакани појави кои што се веќе речиси секое лето. Знаеме за што се работи така. Голем беше предизвикот со натоложени проблеми. Скопје како регион ќе го земам комплетно. Ранка Милановиќ ја споменавте, првната Ранка Милановиќ е објектот кој што се наоѓа на територија на општина Газибава, втората територија Вардариште исто на територија на општина Газибава за жал, и уште неколку помали вакви групи кои што се наоѓаат нели на повеќе други територии во Скопје. Предизвикот кој што го имавме првично со Ранка, потоа со Вардариште, палењето, нели реакциите на граѓаните, протестите и потоа седнавме заеднички со нив, со самите граѓани, сега градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски и локалната самоуправа, кои што ги засега нели и се инволвирани. Направивме акцијски план, истиот е доставен како информација на влада, е поминат на влада со конкретни чекори активности, а она што го имаме како обврска ние како министерство нели согласно акцијскиот план е да овие лица сите пред се бидат во системот на социјална заштита, ги ставиме бидејќи дел од нив за жал, нели како бездомници условно нели онamo кај што живеат, не може да ги остварат одредените права поради нели законските основи. Вториот дел е домувањето, како нели најголем предизвик и на нив самите, како за жал како луѓе кои што живеат без кров денеска, меѓутоа и на државата да ги згрижи да не бидат повеќе нели на вакви простори кои што ги споменавме сега. Така да конкретни чекори се поставени, акцијскиот план е донесен, сега ќе следи веќе конкретните постапки за реализација, односно изнаоѓање простор, земјиште, изградба на соодветни живеалишта токму за овие луѓе, по разбиен тип, мора да кажам, бидејќи тоа е она општествено интегрирање на самите граѓани кои што за жал денеска нели живеат под вакви услови, ставање во образовен процес на дечињата, во детските градинки, понуда на работа на
некој од членовите на семејството, нели, за да може да биде во работен однос и така натака, или социјалната помош, нели, како поддршка, да биде, така да комплетно сето ова е во рамките на она што значи, нели, во рамките на министерството, секако со поддршка на локалната самоуправа и другите ресорни министерства, здравство, образование, нели, и транспорт и врски како надлежни за одредени процеси. И мислам дека за краток период од денеска ќе ги видите конкретните чекори да едно по едно од овие, нели, состојби ги решаваме на еден ваков начин како што го кажав сега. Така да не биде ова само празна флоскула, има ли позитивни примери од ваков тип во одредени делови од Македонија, како прво прашање, како второ, докаде е процесот за Скопје? Има позитивен пример и затоа сме го земале како модел, бидејќи веќе се направи еден таков пример во Штип, каде што со една ваква слична состојба на, за жал, бездомни лица, односно диво населени, веќе се изградија типски куќи на една локација која што беше понудена од страна на општината, и веќе овие семејства се сместени таму и се интегрирани во комплетно во целиот систем, нели, овие што ги спомнав, здравство, социјала, образование и така натака, така да таму примерот е позитивен. Веќе знаеме како треба, нели, како систем во државата и ќе го искористиме само, нели, моделиран согласно потребите на Скопскиот регион и другите региони кои што ќе се појават. За жал ги имаме наталожено доста проблеми во Македонија, не е ова од последните 2 години, ова е проблем кој што трае можеби повеќе од 10 на 15 години во Македонија и еве се нафативме конкретно да го решаваме. Динамиката во Скопје за Скопскиот регион не мора со месеци, меѓутоа дека кога се очекува. Меѓутоа до крајот на годината веќе очекуваме да полека веќе бидат изработени оние проектни документации, земјишта да бидат регулирани, нели, во страна на општините и така натака, да може да ги поставиме оние основни работи кои што ни треба за да, нели, после преминеме кон она финална активност, а тоа е изградбата на овие домови кои што ќе бидат токму за овие граѓани. Така да треба да иде брзо динамиката со поддршка и помош секако на сите институции кои што се инволвирани во овој процес. Да, при крај сме со емисијата, еве да се осврнеме на многу важна тема иднината на Македонија, тоа е наталитетот кој што за жал не само во Македонија, туку и во останатите земји од Балканот и Европа е се помал. Според демографските податоци Македонија се сочува и со пат на наталитетот, меѓутоа и со за жал иселување на младите. Дали според вас државата влегува во сериозна демографска криза? Тоа јавно го говориме, не само јас. Во неколку наврати премиерот, знаете дека го истакна владата, членовите на владата го истакнуваме постојано дека за жал она што беше статистика, претпоставам, нели, како бројки кои што ги имате и вие, негде околу 16.000 новородени 24-та со некој процент од 2-2,5% во првиот квартал на 25-та, она што го имаме како податок е, нели, намалувањето на новородените, нели, там не е можеби голема во бројки, стотина дечиња, меѓутоа секое намалување и продолжи така за X години од денеска, за жал брзо, X тоа значи за брзо за 20 до 30 години од денеска ќе имаме сериозен проблем во нашата држава. Пред се со оно работоспособно утре население кој што ќе треба, нели, да држи сепак и да функционира со државата. Првиот чекор кој што не бил преземен за жал години е никаков план за демографски политики. Сите зборуваме за демографија, нели, негде ја спомнуваме во образование, во социјала, во статистика, постојано, нели, води евиденција, меѓутоа никој не направил некаков план да седне и да почне барем со 2 активности, не повеќе. Го завршуваме за само една година, успеавме да го завршиме и за кратко време ќе биде и дел од владата, нели, како документа, потоа и во собранието ќе треба да го донесе, односно да го одобри, е стратегијата за демографија во Македонија. Конечно 20 годишна стратегија со конкретни 5 годишни планови, акцијски планови, нели, во самата стратегија ќе бидат содржани чекорите кои што ќе ги преземе државата, нели, за како краткорочни, средорочни, долгорочни мерки кои што треба да ги преземе. Може ли конкретни некои примери, еве, сега можеби е рано, меѓутоа еве граѓаните да се запознаат со таа стратегија пред целосно да биде така објавена, изработена? Така. Сега ќе земаме за пример она што значи може потрошите многу пари, еве само да кажам пред да ги кажам чекорите, може потрошиме многу пари, а на крај ефектот за жал да биде нели нула или да бидеме во минус. Тоа е состојба во Србија и другите развиени земји, значи каде што знаеме дека се вложува премногу пари за одредени мерки, меѓутоа не даваат ефект.
Затоа треба да биде ефектите кои што и активностите кои треба да бидат преземени треба да бидат од повеќе области. Значи не една. Не може само министерството ако дадеме денеска и мерка и ќе биде во акцијски план како краткорочна мерка, и она што е денеска 3.500-4.000 денари за новороден ќе да биде 12.000 денари. Ќе воведеме. И ќе биде реално сме ветеле како влада и ќе биде во дел од акцијскиот план и во стратегијата, така да тоа ќе биде една од мерките кои ќе биде превземена со носењето на самата стратегија, потоа и на акцијските планови. Но сепак сметам дека додаток за трето дете даде резултат, беше укинато. Беше, така, затоа што тоа се работи за долгорочно 10 годишен период. Така, ова е еден месец каде што за жал, некој со измена закон од 2019 година го ограничи да може го стваруваат само оние кои што имаат под 20.000 денари примања. А тоа знаеме дека се само лицата од социјалната помош. Ако видите дека тие се во социјален ризик, нормално да не може да или да стварат семејства поголеми од тоа што го имаат во моментот. Особено 3 деца да ги издржуваат, така да тоа е голем предизвик, така да тие состојби кои што беа нарушени тогаш, дел веќе се разгледуваат како да се вратат во системот, меѓутоа да бидат поквалитетни. Она што е една од мерките е да се враќа данокот на мајката за родено второ и трето дете, да биде вратен тој персонален данок за одреден период кој ќе биде преземен, така да тоа е втората мерка која ќе биде преземена, е дел од и самата стратегија. Делот на никој не го споменува, она што го правиме, а влегува во стратегијата се детските градинки, односно детската заштита. Зошто го говорам ова? Денеска и да сакате да имате детенци и да сакате да го запишете во некој од општините кои што се критични, како Ѓорче Петров, Скопје, ќе земам пример, во Аеродром и во некои од другите општини е сериозен предизвик, бидејќи нема каде, чекате листа на чекање. Ако тука не се баби и дедо, многу е потешко, така. Веќе имаме модерни семејства каде што младите живеат сами, одвоено, помодерни баби и дедовци имаме каде што сега да бидат послободни и да го потрошат своите за жал пензионерски денови во некоја друга активност што е добро, претпоставувам дека за нив самите. Така да и овој предизвик што никој не го говори и никој не го гледа, добро се градат градинки и во рете отвараме се, меѓутоа како мерка каде што ќе биде директна поддршка буквално 5 години на тоа семејство, каде што 8 часа некој ќе го чува тоа детенце за само 1490 денари на место кој што го плаќаме како родители, е мерка, е нешто. Предизвикот со домувањето исто така ќе биде дел од акцијскиот план. Домувањето, зашто говорам, бидејќи се повеќе млади луѓе, цената знаеме дека на становите или куќи или што е да тргнеме денеска да купиме или да го земете под закуп е сериозен предизвик за секој семејство, така да тоа е исто така дел од акцијскиот план како мерка кој што потоа само ќе се дефинираат кои се категории ќе бидат опфатени, кои ќе исполнуваат услови, како може полесно да дојдеме до тоа. Така да ова се сет на мерки, затоа ги напоменав овие само неколку од неколку различни, ако ги видите секторите се не се од тиј сектор, дека треба да дадат придоденост тука. Да не говорам делот на вработување. Да имаат можност 20 родители денеска, бидејќи ако ги имаме сите тие трошоци денеска за домување, предизвикот со секојдневието на што го имаме како граѓани, да бидат 20 вработени денеска, така бидејќи најчесто се оцелуваат оние кои што едниот работи, другиот не работи, вториот да добие шанса и гледаат шанса за жал некој надвор од државата да таму заработи можеби повеќе, иако ако видите таму денеска разговарав со пријатели кои што идат Хрватска, сезонски и така натака, заработуваат некои 1500 до 1300-1500 евра месечно. Знаете во какви услови спијат таму, сите знаеме, тоа не е тајна. Работат повеќе од 8 часа на своите работни места и на крајот од денот кога ќе таму трошоците колку се поголеми нормално во таа држава, се враќаат со некој минималец и кажуваат со недоволна заработка за тие изминати 3 до 4 месеци. А кај нас веќе платите во одредени сектори се сериозно добро платени и добро платена работа имаме, така оние кои што сакаат и може да работат. Така да ни треба 18.000 работни места, се денеска слободни во Македонија и има потреба бизнес заедницата, компаниите да вработат 18.000 вакви луѓе. Така да плата
секако веќе е стабилизирана и повеќе во Македонија не е тема, може и потоа повеќе е тема условите и работните навики кои што имаме како луѓе, така да сето ова треба да го промениме, треба да разговараме со младите постојано и тоа го правиме. И како министерство бидејќи нели влегува како категорија кај нас сите оние средби со невладините организации, со младите клубови кои што ги има и постојано е тема ова и разговараме отворено да ги видиме предизвиците нели што младиот човек сака да има денеска во Македонија, а на крајот за светот на се едно, а тоа е да има систем. Буквално систем и така, ред. Така, сепак минималната плата е предизвик, особено за социјално ранливите категории кои што се нели на работна екзистенција. Секако. Така. Господин Билковски, благодарам за овие информации во јавноста кои што ги споделите. Се надеваме дека вашите најави за поефикасен систем во центрите и воопшто во Министерството набрзо ќе се остварат со цел да имаме поголеми социјални права и правда во оваа социјална држава. Благодарам на поканата и стоиме на располагање секогаш да одговориме на барањата на граѓаните, а секако и да одговориме на сите предизвици. Така. Тоа беше господинот Ѓоко Вилковски, заменик министер за труд, социјална политика, демографија и млади. Јас тука повикувам пауза за рекламе, потоа продолжуваме со останатите теми во студио 10.